Наместо барок од стиропор и бели палати, владата предводена од СДСМ продолжува со антикризни мерки, а парите се насочуваат кон граѓаните, учениците и студентите, истакнаа денеска на пресконференција од општинската организација на СДСМ Штип. За над 150.000 ученици и студенти обезбедени се 16,3 милиони евра финансиска помош до крајот на учебната, односно академската година, со цел полесно надминување на предизвиците во услови на зголемени трошоци на живот. Со владина одлука обезбедени се 600 стипендии за ученици кои се запишани во јавните средни училишта во дуални паралелки од здравствената струка. 5000 стипендии за ученици од останати профили од дуални паралелки од дефицитарните струки во износ од 3.500 денари, 1500 од останатите струки, надарени спортисти, уметници или вкупно 2,6 милиони евра од буџетот за овие профили. Ако до 2017 година владата на ВМРО ДПМН одвои средства за 500 стипендии од по 3000 денари, денес имаме над 8000 стипендии од различни категории. За да уништиш една нација, уништи го образованието. Конечно, предизборно владата предводена од ДУИ преку нејзиниот малцински партнер СДС во улога на гласноговорник, гордо и гласно признаваат за нивниот проект во овие 7 години во ресорот образование. Вратија од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Резултатите на оваа влада во образованието се непостоечки, исто како и студентскиот центар во Штип, ветување кое стои на страна 79 од програмата на СДС. Кога веќе ветениот центар во Штип го нема, дали знаете дека во постоечките студентски домови условите се катастрофални? По спроведениот проект во соработка со Министерството за земјоделие, 4 килограми јаболка на секое дете. Да ве прашаме дали јаболката помогнаа на децата да можат да учат без учебници и дали планирате нов ваков проект кој би им помогнал да учат од учебници полни со грешки. Нема ни дигитални учебници како и работа со компјутери на учениците. Политички преку Бирото за развој на образованието заборавате обуки, заборавате испитни сесии за наставниците, поништувате испити, меневте директори за блокирање на процесите и сето тоа на штета на учениците и вработените, намерно уништувајќи цел воспитно-образовен систем, стои во писмената реакција на ВМРО ДПМН Штип. Оттаму велат, учениците, студентите, наставниците, вработените, невработените, па и пензионерите се во ваква позиција поради неспособноста и корупцијата на владата.